Добро вечер. Во 360 степени вечерва гостува вице-премиерот за европски прашања и секретар за меѓународна соработка на СДСМ Бојан Маричич. Неизбежна тема ќе бидат медиумските наводи дека, цитирам, Заев подмолно се обидува да гурне Ковачевски, затворен цитат, и дека пред делот со партиците презентирал план за заедничка влада на СДСМ и ВМРО ДПМН без ДУИ по избори напролет. Но на почеток со Маричич ќе разговараме за друга тема што ја засега широката јавност. Тоа се најавите дека годинава ќе почне да функционира нов систем за влез во 30 европски земји, кој се однесува и на граѓаните на Северна Македонија. Системот наречен ETIAS предвидува претходно одобрување на влез во некоја од 30 држави, главно членки на ЕУ, преку пополнување онлайн апликација и плаќање 7 евра по лице. Маричич, добро вечер и добре дојде во 360 степени. Добро вечер и добре најдов. Дали ова значи враќање на Шенген визите за државјаните на Северна Македонија? Ова е легитимно прашање и мислам дека должни сме да објасниме на граѓаните дека не се работи за никакво враќање на Шенген визите, далеку од тоа. Оваа процедура, оваа формално што сега се најавува е сосема далеку од процесот на Шенген визите кои што ги имавме до пред 13 години. Впрочем, ние сме на белата Шенген листа веќе толку време и нашите граѓани слободно патуваат. Она што е ново со оваа регулатива е воведување токму за оние држави кои што имаат безвизен режим за Шенген зоната, една процедура на дополнителна контрола со најавување, кратко време пред патувањето, најавување на граѓаните кои што сакаат да патуваат и плаќање на една символична сума од 7 евра, која што важи, такса која што важи за 3 години. Не се визи, но е нова пречка. Не се визи, но е пречка и бариера и јас сметам дека е непотребна во овој момент. Ние веќе подолго време го комуницираме тоа како влада на повеќе нивоа и во Европската комисија и во Европскиот парламент со пратениците и на државите членки. Дека навистина, особено државите од Западен Балкан кои што или преговараат за членство, каква што е Северна Македонија, заедно со Албанија, Србија и Црна Гора, но и државите кои што од Западен Балкан кои што целосно се усогласија со политиките на Европската Унија на санкции кон Русија, не заслужуваат сега да добијат ваков тип на бариера. Тоа е концептуално во насоката на ЕУ да ги зајакне своите граници, меѓутоа сметам дека државите од Западен Балкан, особено ние, се најавува дека системот ќе почне да функционира некаде летото, пробно, а целосно ќе биде функционален од ноември оваа година. Но идејата е од 2016 година. Дали ова за што сега зборувате, како ваша реакција, и не само ваша, и на другите лидери од регионот, е малку задоцнето, господине Маричич? Не, од 2016 ова се одлага неколку пати, токму заради тоа што сваќаат дека е спорна идејата. Последното одлагање беше, мислам, предминатата година, а ние, барем јас од кога сум вице-премиер за европски прашања, на секој состанок со европски представници ова го истакнувам како најавивте испраќање на писмо заедно со вашите колеги од регионот, дали го напишавте писмото? Во моментов течат координации околу ова прашање, затоа што сакаме што поголема поддршка да добие тоа писмо, примерно колегите од Србија и од Албанија, за да иницираме писмо на министрите за европски прашања до европските институции и држави членки дека оваа одлука треба да се во најмала рака одложи, а секако наш став е дека не треба да важи, треба да бидеме изземени како држави. На кој ниво го имате комуницирано ова во Брисел и какви се реакциите од таму? До сега го имам искомуницирано со повеќе еврокомесари кои што ја сваќаат да речам тежината на ситуацијата, дека токму во период кога ние се бориме со тешката пропаганда и перцепција дека ЕУ креира нови бариери кон нас, дека овој настан оди само во насока на поддршка на тој неточен исказ. И мислам дека разбираат добро дека моментот е важен за Западен Балкан да добие поинаков сигнал од Брисел. Исто така и со парламентарци од Европскиот парламент, кои што сваќаат целосно, дури од Холандија, од држави кои што се традиционално, да речам, остри кон политиките на миграции,
сваќаат дека ова ниту одговара како политика, дека не можеме да имаме, односно да имаат исти аршини, да речеме, за држави како Никарагва и Северна Македонија, која што е во Европа, која што е во непосредното соседство на ЕУ, која што е држава што преговара за членство. Уште неколку детали. Од плаќање на 7 евра ќе бидат изземени лицата на возраст до 18 години и над 70 години. Веќе рековме, еднаш одобрена позитивна авторизација ќе важи 3 години. Најголем дел од апликациите се очекува да бидат одобрени во период од неколку минути, но процедурата се вели може да потрае и до 4 дена, така што најдобро ќе биде да се аплицира најмалку 96 часа пред планирано патување. Во некои случаи одобрувањето може да биде пролонгирано до 14 дена, а по потреба и до 30 дена. Се разбира, може да биде и одбиено. Васко, ова се детали кои што само укажуваат на тоа дека ова не е визна процедура, ниту дека ова нешто, да речам, премногу оптеретувачко за граѓаните. Но ние сметаме како влада дека навистина е непотребно да се имплементира баш сега и да се имплементира на овој начин. Дали е уште еден потек на Унијата контра нејзиниот имидж во регионот, кој што и онака не е баш многу добар. Токму тоа се обидувавме и се обидуваме да им го објасниме дека оваа бариера, иако нив им изгледа банална или многу техничка или не суштинска, сметам дека само ќе го засили наративот дека Европската Унија не ги сака државите од Западен Балкан и сметам дека заслуживме и ние како Северна Македонија, но и другите држави да имаат поинаков третман во овој дел. Треба да проценувате до ноември дали ќе успеете да ја натерате ЕУ, барем да го одложи, ако не да го укине овој систем за граѓаните од регионот, што би рекле во овој момент? Дали сте убедени дека ќе успеете во тоа? Ние ќе направиме се што е во наша моќ да го одложиме, тоа секако зависи од ЕУ. Јас сум оптимист дека има расположение и дека има разбирање кај државите членки и кај европските институции дека ова не е вистинска одлука во вистинско време. Ќе одиме на реклами, а понив за политички скокотливата тема, состојбите во СДСМ, евентуалните контакти Заев Мицковски и така натаму. Благодарам за сега. Останете на осад. Гледате 360 степени. Во студиото е Бојан Маричич, вице-премиер за европски прашања и секретар за меѓународна соработка на СДСМ. Заев подмолно се обидува да гурне Ковачевски. Ова беше насловот на текст во Плюс Инфо објавен на 30 декември, 2 дена пред Нова година, во кој меѓу другото беше наведено дека Заев на состанок на СДСМ, одржан на 21 декември, представил план за итни предвремени избори по кои СДСМ и ВМРО ДПМН би ја делеле власта без учество на ДУИ, и тоа во 2 мандата или 8 години. Премиерот би бил од партијата со повеќе пратеници. Планот наводно предвидувал и политичка елиминација на председателот Стево Пендаровски. Господине Маричич, знаете ли вие за, еве ќе бидам внимателен, состанок, нема да кажем состанокот, на СДСМ на 21 декември во СДСМ? Видете, прво дел од овие наводи и самиот Заев ги демонтираше со јавен напис, така што јас не би коментирал детаљите, бидејќи не сум ни присуствувал на состанок кој што се водел во овој дух или кој што се разговарал за ова. Во СДСМ е голема и демократска партија, која што секогаш наоѓала начин и да се грижи за својата цел, и целта која што има и како крупен коалиционен партнер во владата, како најголем коалиционен партнер во владата, но и како партија која што доаѓа од прогресивниот спектар. Секогаш имало дискусии, различни дискусии за различни идеи, меѓутоа формално ниту раководството, ниту извршниот одбор, ниту централниот одбор дискутирал за ваква идеја. Неформално дали имало средба на која што се дискутирале некои од овие прашања, јас не можам да тврдам бидејќи не сум присуствувал на таа средба, но знам дека идејата и самиот поранешен председател Заев кажа дека не му е ниту идејата, ниту никогаш работел против премиерот и председателот Ковачевски, ниту кандидирање. Дали за вас одвнатре е видлив обид на Заев за демисија на Ковачевски? Јас не можам тоа да го препознам во моментот, ниту има таква атмосфера. Мислам дека СДСМ внимателно низ годините работеше и работи на градење на духот на единство, без разлика на тоа кој какви ставови имал по одредени прашања. Дури и кога имало различни мислења, се наоѓало начин како да се менаџира единството.
Мислам дека премиерот Ковачевски, председателот Ковачевски на партијата има целосната поддршка на целото раководство, има јасен план кој што го представи уште при изборот за председател на партијата и на владата за одржување на мнозинството и владиниот мандат до крајот, значи до средината на 2024 година и избори во редовен термин. Во меѓувреме има многу обврски поврзани и со имплементација на договореното со Европската унија, францускиот предлог, и со реформите и со менаџирање на кризата. Нашиот фокус е на тоа и во моментот нема поинаква одлука, ниту пак има изгледи за поинаква Уште одлука. малку за односите на релација Заев-Ковачевски. Наводно кулминација на незадоволството кај Заев кон Ковачевски се случило при именувањето на Зарко Милошевски за директор на Агенцијата за национална безбедност, АНБ. Заев имал свој фаворит или фаворит, кој што не бил Милошевски. Вас ве прашувам како член на владата, колку беше тензично пред и по таа седница на владата на која го именувавте Милошевски за директор? Тоа е на 14 декември. И пред и за време на седницата се дискутираше во многу трезвена атмосфера и со аргументи околу сите кандидати кои што биле на масата. Тој процес Но траеше. имаше и незадоволство кај дел членовите на Не владата. би можел да коментирам, но можам да кажам дека тој процес траеше долго, доволно долго, да направи консултација премиерот со сите надлежни институции и со сите надлежни политички фактори и со нашите меѓународни партнери со оглед на тоа дека сме членка на НАТО и дека функционираме во еден поширок безбедносен контекст и Наводно безбедносен систем. забелешките на Заев биле на таа линија, дека воопшто не станува збор за човек прифатлив за САД, како што ќе тврдат другите, туку дека премиерот бил наместен од некои своји блиски Јас соработници внатре во партијата. Не сум учествувал во никакви такви разговори и не сум слушнал за тие разговори, но можам да кажам дека одлуката за именување на Милошевски беше поздравена и од САД и од сите останати истиот ден и наредниот ден и од представникот на Европска унија, амбасадорот Гир, така што ниту еден представник на меѓународната заедница не приговори, напротив го поздрави изборот на Милошевски. Тоа е одлука на владата која што беше донесена едногласно, патем речено, значи немаше ниту глас против, ниту глас воздржано. Јас бев присутен на таа седница и одлуката ја спроведовме така како што одлучи премиерот по консултациите и како што беше потврдено Се во владата. обидувам внимателно да ги следам вашите одговори и мислам дека многу внимателно ги избирате зборовите во одговорите. Самиот рековте дека Заев во својот Facebook пост демантираше дел од овие наводи за кои што реков, кои што беа објавени во текстот во Плюс Инфо. Едната беше дека има амбиција лично да се кандидира за председател и втората дека работи или ќе работи на рушење на единството во СДСМ. Ова го демантираше, но не демантираше дека имало идеја за делење на власта со ВМРО ДПМН без дуи побрзи избори кои што би се случиле напролет. Ако се земат предвид и изјавите на Мицкоски за избори во мај 14 и 21 за тоа дека имало сигнали од пратеници од мнозинството дека би гласале за распуштање на парламентот за изборите да се одржат напролет, се чини дека зад сцената сепак нешто се случувало. Видете, Не знам дали се уште се случува. првиот Мицковски не е прв пат да промовира идеја за рушење на владата. Знаете дека е тоа една мантра која што се случува секоја година. Ние се сеќаваме дека минатата година, односно крајот на 21-ва, имавме една иницијатива за рушење на владата, која што не успеа во собранието. Предходно неколку месеци имавме повторно најава на ново мнозинство, кое што не се случи и заврши со гласање на доверба на владата во собранието. Значи, до сега тоа е мантра која што Мицковски секоја година ја отвара на тој начин, за да си го заштити своето место во ВМРО ДПМН, бидејќи не може да испорача веќе 6-та година промена на власта. Дали и сега мислам бил дека нема. охрабрен од Заев? Јас тоа не можам да го тврдам, ниту да го потврдам, затоа што не сум слушнал ниту од Заев директно, ниту пак во мојата партија дека има такви Дали за идеи. вас е прифатлива опција за избори напролет и формирање широка влада меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН без дуи? Мислам дека е тоа една нефункционална и не практична идеја која што не е втемелена ниту на вредности, ниту пак е изводлива во пракса. Може ли малку да И го не- образложите овој став? Например, еве, како одговор на следното моје прашање. Зошто не би прифатиле широка влада, ваква, ако така се обезбеди двотретинско мнозинство за толку потребните уставни измени? Видете, ние имавме една средба лидерска, во која што се отворија вратите за соработка од повеќе видови на соработка, каде што премиерот Ковачевски имаше
своји видувања за тоа како може да се приближи до опозицијата и како може да ги изведеме уставните измени. Сите беа отфрлени од Мицковски и сите вакви идеи до сега биле отфрлени од Мицковски. Јас мислам дека сега во овој период да имаме избори и надеж за некаква широка влада, тоа е една нереална идеја која што само ќе ја забави државата и ќе направи застој од една година, бидејќи кај нас нели изборниот циклус зема цела година по правило, кој што ќе ни го изгуби моментумот и динамиката за уставни избори. Јас ве прашав за широка влада на ВМРО и СДСМ, но зошто би биле против широка влада, например, на ВМРО, СДСМ, дуи и другите партии на албанците? Не мислам дека идејата за широка влада е нешто што треба да се врзува за уставни измени или дека е нешто што зависи од уставни измени. Широка влада може да се дискутира дали воопшто има потреба за такво нешто, дури после редовните избори 24-та. Моје мислење е дека во овој контекст сега уставните измени, како што каже и премиерот, се потребни на државата, не на владата, и дека доколку договориме јасна агенда што да се прави до крајот на оваа година, поврзано со реформите, поддржани и од опозицијата, поддржано со оние до пополнување на кадровските прашања за институциите кои што се од клучно значење, како што се судскиот совет, обвинителскиот совет, уставниот суд и така натаму, и законската и реформската агенда заедно со уставните измени, дека тоа ако го договориме нема потреба од никакви широки формати на влада, бидејќи тоа само може да значи земање на одговорноста и пореметување на желбата на граѓаните, односно волјата на граѓаните за мнозинско владење на овој мандат кој што има мандат од 20 до 24. Има ли пратеници од СДСМ што не го поддржуваат лидерот Ковачевски би гласале за распуштање на собранието? Јас мислам дека нема такво нешто. Во политичките кругови се зборува за уште една идеја, широка предизборна коалиција во која би влегле сите партии, освен од релевантните сега зборувам, ВМРО, ДПМН и Левица. Значи, може би владата плюс Алијанса, па некои ја спомнуваат дури и БЕСА, заедно, актуелната владина коалиција, наспроти ВМРО, ДПМН и Левица, како ќе настапат тие, не знам. Индикативна порака на оваа линија имаше лидерот на ДУИ Али Ахмети на новогодишниот прием на партијата. Пред да ве прашам, вас сакам да го слушнеме Ахмети. Të mendojmë më shumë për krijimin e një fronti për Maqedoninë Europiane. Jo të parcializohemi dhe të ndahemi në shqiptar Maqedonas, por të marrim guxim dhe ta hekim frikën për njëri tjetrit. Ky front duhet ndërtuar dhe unë bashkë me ju kemi të drejtë morale e kombëtare që këtë thirrje dhe apel ta bëjmë për partitë politike, sepse Maqedonia duhet të jetë europiane, sepse i takon historikisht dhe territorialisht Европës. Оние што го познаваат Ахмети и се во неговиот круг велат дека оваа негова порака е токму порака во оваа насока. Во насока на формирање предизборна широка коалиција која на следните парламентарни избори ќе оди заедно. Ќе има и заеднички претседателски кандидат. Вие зборувате отворено на оваа тема? СДСМ е сериозна и голема и одговорна партија која што има јасна цел. И тоа се обидов и на почетокот да го елаборирам, зошто мислам дека овие идеи за брзи избори и широка коалиција одат сосема спротивно на интересите и планот на СДСМ, а тоа е едно фокусирање на европскиот концепт и на европскиот пат. Се што оди во насока на креирање на широк фронт на политички партии кои што ќе се најдат на страната на, да речам, поддршка и на клучните реформи, брзото зачленување на Северна Македонија во Европската Унија и отстранување на сите бариери на тој пат, мислам дека е идеја вредна за размислување, бидејќи е европски концепт кој што ја води државата напред. И тоа е водилка на СДСМ во последниве 6 години сигурно, а и пред тоа било така, но и последниве 6 години тврдам. Затоа мислам дека сите овие идеи кои што имплицираат окрупнување на фронтот за Европска Македонија и на фронтот кој што треба да ги носи промените,
а кој што фронт треба да биде отворен за сите оние кои што искрено веруваат во европска иднина на Северна Македонија, треба да го оставиме како тема за размислување, како концепт вреден за Се размислување. плашите дека може да бидете дискредитирани на македонско-албанска линија, и едните и другите? Видете, ние како партија и како влада направивме премногу во изминативе 6 години на надминување на овие разлики и на зголемување на кохезијата во општеството, во владата, во државата и во институциите. Секако дека имало предизвици и дека има предизвици, но наша должност е да не го делиме општеството на етнички граници и етнички линии, туку напротив да воспоставиме таква кохезија која што ќе функционира во пракса, особено кога се работи за исполнување на најврвните приоритети, а тоа е членството во Европската унија. Замислете да се доведеме во ситуација во која што биле поделени по етничка линија, а многу работеа на тоа и ВМРО, ДПМН и Левица минатото лето, да токму се направи една дистинкција по етничка линија на луѓето во однос на ставот кон Бугарија и генерално кон Европската унија. Ние сметаме дека е тоа штетно и дека трајно ја разорува државата. Ако оваа идеја подразбира и учество на Алијанса за албанците во таква предизборна коалиција, дали тоа значи дека Алијанса сепак сега ќе влезе во владата како подготовка на тој следен чекор? Васко, премногу е рано и премногу би шпекулирал ако зборам, кажам било што на оваа тема. Сепак ова се само идеи за кои што е вредно да се разговара и да се размислува за сите овие што се спомена, а како ќе се реализираат и дали ќе се реализираат останува и на политичките лидери. Дали Алијанса за албанците ќе влезе во владата? Ќе видиме, тоа јас не знам дека има разговори, знам дека имаше идеи, дека постоеше подготвеност. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме во наредниот период, зависно од разговорите и волјата на политичките лидери. Ме интересира само уште едно прашање во овој блок. Дури да одите на избори со широка предизборна коалиција, го знаеме со односот на силите во нашето општество, таа коалиција можеби ќе стигне до најмалку 61 пратеник, доволни да се има мандат за формирање влада, но тешко дека може да смета и блиску до 80 пратеници неопходни за уставни измени. Како ќе стигнете до 80 пратеници, бидејќи процесот на преговори со ЕУ ќе запре во ноември, ако уставните измени не се направат? Васко, јас сум убеден дека е потребно да се направат најпрво уставните измени, а потоа да одиме на избори. Зошто? Затоа што воспротивно единствена тема на изборите ќе биде токму тоа ставот кон Бугарија и кон уставните измени. И знаеме точно која партија како ќе се позиционира. Знаеме дека ВМРО ќе презентира една нереална слика, една бајковита слика што може би да им се допадне на граѓаните, според која ќе вели дека тие ќе се обидат да издействуваат подобар договор со Бугарија. Ние знаеме дека прво има во нивно време преговараа со Бугарија, не успеа да најдат подобар договор. Второ, на вистина правевме обиди изминативе 3 години по сите основи да добиеме најдобар можен договор. И спорот со Грција ни докажа дека чекањето подобар договор и подобра понуда секогаш ни носи полоша позиција. Можно ли е да се добие реално друга преговарачка рамка различна од оваа што сега ја има за државата? Апсолутно тоа не е можно. Тоа може само да ни ги суспендира преговорите, како што рече и министерот Османи, црногорско сценарио, да ги суспендира преговорите на подолг рок и сите досегашни напори да ни бидат џабе. Мислам дека ние се обидовме, првиот пат ја отфрливме преговарачката рамка, добивме втора и подобра нема да добиеме. И тоа ни го кажаа сите, и канцеларот Шолц, и председателот Штајнмајер, и председателот Макрон, да не се надеваме на тоа. Ние може да влеземе во тој филм. Тоа многу убаво звучи, но не е реално. И може, мислам дека тоа ќе биде, ако одиме на избори без уставни измени, ќе биде прашањето дали ние може да испреговараме подобар договор или не. Ама тоа е нереално. Какви се сега позициите на партиите, нереално е да се очекува дека на избори ќе се отиде со веќе завршени уставни измени. Јас мислам дека доколку се потрудиме сите и бидеме одговорни, не мора да биде така. А секоја партија има свој, и секој пратеник има своја одговорност во носењето на одлуката. Јас тоа го кажав повеќе пати и ќе повторувам секогаш. Прв пат во историјата на нашите евроинтеграции блокадата ја држат наши политички фактори и доколку не ја завршиме оваа задача годинава,
Повеќе може ние за 2 години да решиме да го направиме тоа да нема таква важност и такво значење, бидејќи Бугарија ќе биде во многу посилна позиција веќе, затоа што ние веќе не сме го исполниле нашиот дел од договорот. Доколку го завршиме оваа година, понатаму ќе влеземе на патеката каде што ќе можеме да се расправаме како партии за сите теми, но веќе ќе бидеме на една сигурна лента која што ни го прави членството до крајот на оваа декада во Европската унија остварлива цел. Но Мицковски вели уставните измени не може да значат обединување, дека тие се предавство. Па, добро, во тој случај планот на Мицковски е да ја закочи државата уште 10 години. Најмалку 10 години. И затоа мислам дека ако треба да се следи тој план и таков план, нам не ни требаат ниту други блокади, ниту други предизвици. Доволен е тој предизвик и знаеме дека 10 годишното чекање што доведе во случајот со Грција. Доведе до комплетно заробени институции, национализам, проблеми кои што ни се влечат до ден денес, разорување на владење на правото и така натаму. Мислам дека Мицковски ќе треба да им објасни на своите сопартици, своите пратеници, но и на сите граѓани зошто ВМРО-ДПМН е против членството на Северна Македонија во Европската унија, бидејќи ние не можеме да ги одбереме условите под кои ќе се зачлениме во Европската унија. Условите се тие и зацртани во преговарачката рамка која е усвоена и која што ќе биде објавена и презентирана целосно на втората меѓувладина конференција. Малку околу тековните преговори, скринингот дали се одива според планираното темпо? Скринингот оди по зацртаното темпо, по календарот кој што е утврден уште во септември минатата година. Завршивме скрининг, објаснувачки скрининг за 3 кластери и завршивме билатерален скрининг каде што ние презентираме до каде сме усогласени, кој ни е планот за усогласување за најважниот кластер темелни вредности. Очекуваме во наредниот период до пролет да ги завршиме оние 3 клучни инструменти, 3 патокази за реформи во јавна администрација, функционирање на демократски институции и владење на право. Но тие не се дел од скринингот. Тие треба да признаат како резултат на скринингот и целта е практично да бидат подготвени во моментот кога ќе заврши скринингот, да ги имаме подготвени, да ги имаме за усвојување од страна на Советот. Ако се тече како што треба, скринингот треба да заврши во ноември, но ако уставните измени не се завршени, тогаш процесот ќе биде закочен, така? Точно така. Значи ние на 23 јануари продолжуваме со скринингот за внатрешен пазар, билатералниот скрининг за внатрешен пазар со 3 поглавја и потоа има еден тек до ноември да се покријат сите поглавја и сите кластери. Кога ќе заврши скринингот, веќе скрининг извештаите и овие патокази одат на усвојување во Советот на министрите. Доколку ги немаме завршено обврските поврзани со уставните измени, тоа нема да се случи и тука ќе застанеме. А што е реално откако ќе заврши скринингот, кога би се отворил првиот кластер? Доколку ги завршиме сите овие задачи, јас сум сигурен дека ќе ги завршиме, веднаш би очекувале да без одлагање се разговара за отварање на првиот кластер. Бидејќи овие патокази се услови за отварање на првиот кластер, а ние ќе ги изработиме, само треба да бидат усвоени од Советот на министри и очекувам, доколку Европската комисија не каже поинаку, очекувам брзо по ноември да се отвори првиот кластер. Ако не е така, тогаш Албанија ќе го направи тоа, Северна Македонија ќе паузира во процесот. Во оваа фаза одиме заедно со Албанија, меѓутоа доколку ние не успееме до крајот на оваа година да ги завршиме тие обврски, секако, како и многу пати до сега, на наша штета ќе бидеме, да речем, раздвоени. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата.